Драги пријатели, го повикувам на сцената човекот кој е олицетворение на проектите на владата на Република Македонија. Го повикувам на сцената човекот кој е олицетворение на политиката на ВМРО-ДПМН, кој е препознавање и прифатена од граѓаните. Го повикувам на сцена човекот кој ја менува сликата за политичарите и политиката. Човекот кој покажа дека во Македонија може да се успее. Го повикувам лидерот на ВМРО-ДПМН и премиерот на владата на Република Македонија, господин Никола Груевски. Почитувани делегати на Конвенцијата на ВМРО-ДПМН, почитувани гости, дами и господа, драги пријатели. Денес е многу значаен ден за ВМРО-ДПМН и многу значаен ден за Македонија. Денес 1300 делегати на партијата ќе извршат избор за председателскиот кандидат на партијата за престојните председателски избори. Веројатно забележавте дека во изминатите недели јавноста, медиумите и аналитичарите беа неспоредливо повеќе фокусирани на тоа кој ќе биде кандидатот на ВМРО на овие избори, отколку на нашиот политички конкурент СДСМ. Сите знаеме дека тоа не е случајно. Тоа не е само заради пасивноста и дезориентираноста на опозицијата. Демисијата на нивниот партиски председател од јавни настапи на кои слободно се поставуваат прашања. Каде може некој новинар кој не е под влијание на СДСМ да му постави прашање и овој да извади нешто од неговиот богат арсенал на мудрости, кои потоа 2 месеци не може да се оправат. Но и не е само заради паничниот страв на СДСМ од можни предвремени парламентарни избори. Страв кој ги принудува изминатиот период да молат по представници на меѓународната заедница да нема избори или да нудат на ДУИ предвремен договор со еден куп оставки. Во голема мера, дискусиите за тоа кој ќе биде кандидат на ВМРО-ДПМН за председател се и заради фактот што мнозинството граѓани веруваат во зрелоста и одговорноста при носењето на одлуки на ВМРО-ДПМН, која многу пати досега се докажа, особено во последните 10 години. Дури и тогаш, кога сите мислеа дека сме неповратно фрлени на колена, дури и во најтешките мигови во кои многумина беа сигурни дека ВМРО-ДПМН неповратно се распаѓа, со зрели и одговорни одлуки, некогаш и со доза на ризик, знаевме да покажеме капацитет кој влеа доверба кај народот. Таа доверба не смееме да ја потрошиме. Тие одлуки беа темел на нашиот успех. Што е всушност успехот? Има многу дефиниции за успехот. Памтам една од нив која вели: успехот е резултат на голем број исправно донесени одлуки. Се разбира, добрите одлуки треба да се продолжат со многу работа. И тоа дали и колку ќе се работи, во голема мера зависи пак од одлуките. Одлуките за тоа кои позиции или одлуката како ќе се организира работата. И така натаму. Денес треба да се донесе одлуката за председателски кандидат на ВМРО-ДПМН. Потоа треба да се обединиме околу таа одлука, за да се дојде до успехот.
и капацитетот на обединувањето околу донесената одлука во една партија и застанувањето зад неа и на оние кои во текот на надпартиската дебата имале различно мислење од заеднички прифатеното е детерминантата која исто така сериозно влијае на успехот. Ова не само во смисла на почитување хиерархија, ред и дисциплина, туку и во смисла на капацитет за заедничко, организирано действување во правец на зацртаната цел, а после заеднички донесената одлука на начин каде што сечија идеја бива слушната и анализирана. Тука, во тој дел, ВМРО ДПМН покажа силен капацитет. Од една страна давајќи им максимален простор за искажување на сите идеи, ставови и размислувања, но од друга страна и капацитетот на луѓето да се обединат околу донесената одлука, откако таа ќе биде донесена, независно на нивните преходни дилеми. Сум слушнал многу дебати за тоа или личности заслужуваат повеќе почит, оние кои се силни индивидуалци и безкомпромисно одбиваат да подржат било што друго после донесената колективна одлука, или оние кои знаат да бидат силни тимски играчи. Јас приватно ги почитувам и едните и другите. И едните и другите имаат одредени предности кои може да се бранат. Сепак, да констатираме дека за да се биде тимски играч, поточно да се влези во тимот и да се биде составен дел на некој тим, основен предуслов е некој да е пред се силна индивидуа. Без тоа, попусто е што некој има чувство за тимска работа, ако е бескорисен за тимот или дури штет. Но барем во политиката, за да некоја силна индивидуа биде и тимски играч, потребно е да поседува капацитет за тоа. Тој капацитет многумина кои го немаат, не го ни препознаваат. Тој капацитет, меѓу другото, значи да се гледа големата слика, големата цел, стратешкиот правец, и во името на тоа понекогаш да се остапи од собственото убедување за одредени попатни детали и да се подржи заеднички прифатеното. Се со цел да се постигне успех во правец на главната стратешка цел, клучниот избор. Нашиот избор е Македонија. Македонија посилна, постабилна, побогата, посрекна и попросперитетна. За таа цел, многу луѓе во оваа партија во минатото покажаа силен капацитет. И во тој однос, во голема мерка покажавме разлика од СДСМ, разлика во вредностите, разлика во нашиот пристап и начин на делување, разлика во фактот дека нашиот збор вреди и стоиме зад него, разлика во тоа дека ние имаме дела, а тие немаат. Секако, секој правило има и исклучоци, и ги имало и во нашите редови. Но огромното мнозинство на луѓе, како од раководствата на партијата, така и од членството, демонстрираа капацитет не само за носење на исправни одлуки, туку и за нивно спроведување и обединување околу нив. И тоа е дел од нашиот успех. Дами и господа, денес имаме номинирани 4 кандидати за кандидати на партијата за председателски кандидат. Јас бев присутен на првата конвенција на председателскиот кандидат, на председателските кандидати, откако тој се бира на непосредни избори, точно пред 20 години, во 1994 година, во истата оваа сала. Но оваа денешна конвенција и на таа тогаш имаше понајмногу пријавени кандидати од сите други конвенции. Сите четворица кандидати имаат своја шанса за представување пред вас. Всушност, дел од нив се познати како личности и од претходно, и не само вам, туку и на севкупната јавност која следи политика. Денес ке можат и да ја представат својата визија и својата програма пред самите вас. Секој имаше и има демократска можност да се искаже, да агитира, да лобира, да се представува. Некој од нив добиваа јавна подршка од различни поединци, но денес
Денес е посебен ден. Денес партијата прави избор. Денеска слушнете ги нивните излагања и на база на кажаното, но и на база на нивните лични карактери, капацитети и на база на вашата убеденост и чиста совест. Гласајте за оној кој ќе ви влее најмногу доверба, а потоа да се обединиме околу победникот. Не заборавајте дека цела држава чека на нашата одлука. Мораме да го повлечеме најдобриот потек, вистинскиот избор. Најголем дел од вас, вие сте делегати на партиската база и имате одговорност и кон неа. Но не заборавајте и кон сите граѓани на државата, кои очекуваат како и досега зрела и одговорна одлука на ВМРО и избор на најдобриот за Македонија. Нашиот избор е Македонија. Нам ни треба човек за председател, кој по изборот ќе биде обединувачки фактор во земјата. Ќе се грижи за интересите на сите граѓани, независно од нивната етничка припадност, верска ориентираност, социјален статус, партиска определеност или степен на образование и достоинствено ќе ја представува Македонија. Само така, тој ќе биде корисен за државата. Потребна е стабилна личност, која во клучни моменти, покрај уставните ингеренции, ќе знае да повлече мудри чекори од заеднички државен и национален интерес. Човек кој знае да издржи и критики, и неправди, и да остане со здрав разум и приносење на одлуките кои се значајни. Почитувани делегати, ова е време кога се соочуваме со уште еден феномен, а тоа е позицијата која завзема нашиот коалиционен партнер ДУИ. Во изминатите недели и месеци ги слушнавме нивните јавни изјави дека ќе ги бойкотираат председателските избори ако кандидатот не бил консензуален, дека ќе излезат од владата и дека ќе бараат предвремени парламентарни избори. Кога во 2009-та имавме 63 пратеници како партија и коалиција за подобра Македонија, некако ништо не им сметаше. Ниту консенсуален кандидат бара, ниту на предвремени избори. Подосна, откако во 2011-та добивме 56 пратеници. Гледаме едно различно лице на нашиот коалиционен партнер. Како што забележувате, ние во изминатите 1 до 2 месеци трпеливо ги слушавме нивните изјави, одбегнувајќи да влеземе во јавни препирки. Но по завчерашната нивна дефинитивна одлука за предвремени избори, со образложение дека ниту еден од нашите кандидати за председател не го гледале како консензуален и по консултациите со партиите од коалицијата за подобра Македонија, како и во нредната синоќешна седница на извршниот комитет, јавно ќе им одговорам. Прво, ВМРО ДПМН не подлегнува на уцени и закани. Благодарам. Мислам дека тоа досега на сите им е јасно, а и на ДУИ. Второ, затоа веќе е јасно зошто бараат консензуален кандидат, за да не го добијат, и како што и отворено најавија да одат на обид за пропаѓање на председателските избори, а потоа притисок за промена на уставот со цел партиите, а не граѓаните да го бираат председателот на државата. Но тоа не е крајната цел
Крајната цел е предпоставката дека ако ВМРО нема 62 пратеника по парламентарните избори, да условат собарање еден од тројцата, премиер, председател на собрание или председател на држава, да биде предложен од редовите на ДУИ. Јасна е стратегијата. Затоа, овој начин на расудување, во кој преку деструктивни потези се сака да се постигне определена цел, треба да биде пресретнат, и тоа веднаш и сега, од огромното мнозинство кое не се согласува со оваа идеја. Ако не прифатиме предвремени избори, тогаш заради традиционалниот слаб одзив на председателските избори, постојат сериозни ризици оваа операција да успее и земјата да влезе во длабока политичка криза. И од тој аспект, предвремените избори би пресретнале реализирање на оваа не многу конструктивна идеја. Затоа, пред се заради национален интерес, од оваа говорница ќе одговорам дека ВМРО и Коалицијата за подобра Македонија ја прифаќа фрлената ракавица за предвремени парламентарни избори на истиот ден кога се одржува вториот круг на председателските избори. Покрај овој маневар на нашиот коалиционен партнер, се чини има и уште една заднина, за која одредени представници на меѓународната заедница отворено говорат. А тоа е дека предвремените избори ќе отворат 3-годишен период без избори во Македонија. Па тоа го гледале како шанса владата на ВМРО да ги прифати радикалните позиции на националистичката влада во Грција, позиции кои имаат цел да го рушат македонскиот идентитет. Во тој контекст сакам да се произнесам и по ова прашање. ВМРО-ДПМН е најмногу од сите сака решение на проблемот отворен од нашиот јужен сосед и како и во минатото ќе продолжи да вложува максимални напори во неговото разрешување. Тоа го сакаме и заради нашиот влез во НАТО и во Европската Унија, но и затоа што не сакаме да сме во лоши односи ниту со Грција, ниту со било кој друг сосед. Сакаме нормални и пријателски односи со висока доза на доверба. Сепак, за нас ова прашање не е поврзано со изборите. И тоа кога тие се одржуваат, порано или подоцна. Ние сме фокусирани на неговата суштина и на нашите позиции кои пред и по избори се исти. Ова не треба да се свати дека најавуваме дека нема да се реши ова прашање. Ниту пак дека најавуваме дека сигурно ќе се реши. Ние по ова прашање, освен голема волја, имаме и јасни принципи кои многу пати досега сме ги искажале. Конечно, народот е тој кој во крајна линија би донел одлука каква и да е, а не партии, политичари или поединци. Ако Грција остане на овие радикални позиции, можеме секоја година да правиме предвремени избори, но тоа нема да помогне. Ниту пак ќе влее некаква нова надежда за решение. Но ако оттаму дојде реална за решавање, за решение, преточена во коректна понуда за одржливо и достоинствено компромисно решение, тогаш решение ќе има. Во меѓувреме, ќе има доста извештаи на меѓународни, невладини или владени организации кои ќе сакаат да покажува во демократијата, слободата на медиумите, борба против корупцијата и слично. Веќе се навикнавме на тоа. Секогаш кога нема друг начин како да се наметне притисок за некоја работа, тогаш врчат извештаи, а всушност крајната цел е една, што би рекол Заев,
да свиткаме кичма за името, и ова не го кажувам без цел. Само праќам порака дека нам ни е совршено јасно и дека гледаме во која насока оди работата. А со росовите и други пари и подкупи и извештајчињата ќе доживеат целосно фијаско, затоа што народот не се лаже и знае што се случува. А на СДСМ и на сите оние кои би свиткале кичма, ќе им треба многу повеќе од таквото недостоинствено поданство кон таквите финансиери за да дојдат на власт. Во Европската Унија и во НАТО треба да влеземе со компромисно решение кое нема да значи свитка на кичма. Тоа треба да го знаат и Заев. И овој што така дискретно и незабележливо го одбраа за кандидат, не баре бираа да купат изненадување за роден ден. Дами и господа, денешниот избор на кандидат за председател нека биде почеток на една нова, двојна победа на 27. април. Победа која сега веќе со ова искуство зад нас. Со ова искуство зад нас како политичка гарнитура ќе донесе уште посилни резултати и уште поголеми резултати. Македонија е веќе 24-та година независна држава, со парламентарни избори на кои народот дава и зема доверба врз основа на своето убедување. Но по 15 изборни циклуси во Македонија, секој еден кој следи барем и површно политика, независно која опција ја поддржува, може да насети кој ќе победи на следните избори, какви и да се. Се неки го за самосвесен македонскиот граѓанин и македонскиот народ, особено оние кои се колебаат кого да поддржат. Овој пат мојата порака до нив е: ако веќе чувствувате кој ќе победи, тогаш дајте му е довербата на тој, со цел да добие најмалку 62 пратеника и председател. За да не може потоа некои математичари да не оценуваат прво како партија и коалиција и како македонски народ и нација и делови од народи во Македонија. Воспротивно, почитувани, други ќе ни ја кројат судбината. Почитувани делегати и почитувани гости, ние имаме причина да очекуваме висока поддршка од народот на престојните избори. Таа причина лежи во нашето работење, во нашите дела, нашето однесување и во нашите резултати. Таа причина лежи и во нашата визија. Ние не сме ниту идеални, ниту безгрешни. И грешевме, и ќе грешиме. Но тие грешки во споредба со грешките на СДСМ се неспоредливи. И тогаш, кога тие беа на власт, и сега, кога се во опозиција. Но и нашите дела, резултати од работата, темпото на работа, искрениот природ кон работата и кон Македонија, исто така е неспоредлив со оној на СДСМ. Народот знае да направи разлика, а нашите граѓани знаат да препознаат. Не е се розово, има уште доста проблеми за решавање, но факт е дека има сериозна разлика помеѓу нас и СДСМ. Денешниот избор на кандидат за председател нека биде почеток на една нова двојна победа на 27. април. Победа која сега веќе победа која денес треба да биде започната, трасирана, покрената од оваа сала тука и финиширана на 27. април. Да живее ВМРО ДПМНЕ, да живее Македонија, да живее коалицијата за подобра Македонија. Ви благодарам.